Кибрид и бензин јас да си метнех и во фабриче наше да си прелетнех. Да запалам чкорче бензин да вивне, од оган фабричето пепел да стивне. Во шуми депонии наши да си идам, да видам огин, пламен да видам. Да видам пожар дали и таму, мадина ми угревјат, како и ваму. Ако пак таму нема чадо и црни, од осигурување дукати од сонце пожолти, на пат далечен јас ќе си летнам, во друго фабриче ќе си прелетнам. Таму на Куров кавал ќе свирам, тоа ќе гори, се ќе умирам. Се надевам дека оваа пироманска верзија на Тъга за југ ви се допадна. Значи ова е препев, сериозна работа, препев многу тешко се прави, треба талент, треба угреани мадина. Нашиве богами цело лето на тиво когин се пржат. Ова последно беше капак. Има индици, велат и Тошковски, и Стојанче, и премиерот дека некој зел пари, значи дека е нарачано. Ова го збориме уште од почеток, го кажував неколку пати, дека најверојатно се работи за диверзии, нарачани од соседна држава, да се дестабилизира оваа влада, да се дестабилизира Македонија, да се предизвика страв во населението, несигурност од функционирањето на државата, на агенциите за управување со кризи. Значи се со цел се прават вакви диверзии да се предизвика една нестабилност. Ова, кога учевме општонародна одбрана во средна школа, па и после на факултет, се нарекуваше специјална војна или субверзивни активности, што може да завршат со тероризам, нели? Се со цел да се принуди некоја влада да отстапи од некои работи што ги бараат странски или што за кои што се залагаат странски сили, кои што се најчесто нивните залагања се на штета на граѓаните на државата која што им е мета или цел на нападот. Значи, повеќе од јасно е, едно само не ми е јасно, пак има приведени за овој случајот со фабриката во Трубарево, значи имаат информации дека некој зел пари да направи диверзантска акција, како што верувам дека се она што беше подпалено, дека цело лето што гореше, дека е сето тоа резултат на такви субверзивни активности, на специјална војна. Само не ми е јасно зошто да се дозволи уште на овие групации, организации, диверзантски групи да роварат по државава, зошто брутално не им се стави крај. Доколку навистина поседувате такви информации, премиере, господине министар Тошковски, имате начини како да ги средите и без многу ова јавност, без многу апсења, приведувања, судења, за да се даде пример на наредбодавачите, да им се покаже показна вежба дека како ќе заврши секој што ќе го пратат да прави слична работа во Македонија. Сега, ако навистина некому му биле дадени пари, конкретно за овој случај, ако се работи за диверзија, да се предизвика нестабилност политичка, безбедносна, да се предизвика стравка и населението, што е поврзано со тероризам веќе, тогаш е многу добро, ако веќе имате такви индици, тогаш е многу добро да ги знаеме точно кои се налогодавачите. Не мора по име на презиме, по име и презиме, него доволно е да кажете кои се тие. Која е тоа држава? Која е тоа држава во регионот? Многу е кејф да ја дестабилизира Македонија, знаејќи дека овде кубуриме со многу работи, 35 години, особено со работи што се поврзани за безбедноста, и дека видовме и сами примери изминативе децении и години, дека од други земји доаѓа, ни гасеа пожари, канадери праќа, не знам, овој, оној, хрвати, срби, појма немам кој све не праќаше.
пошто 35 години главна цел беше на политичките гарнитури да купат Поршеа, Богатија, Ферарија, па не стигна да купат вили во Грција, хотели, мотели, така да не им беше баш приоритет државата да има канадери, државата да има пожарникарски служби, кои што ќе бидат супер платени, кои што ќе бидат мотивирани и младите, кои што завршуваат средно, своето школување да го продолжуваат како пожарникари или некои во тие агенциите за заштита од катастрофи, кризи, пожари и така натаму, земјотреси и така натаму. Па така и за тоа сум зборел години наназад, оние пожарникари што ги гледате влегуваат во разни срања, загрозувајќи си го својот живот, земаат мизерни плати, нема доволно луѓе, нема доволно опрема, дотраени пожарникарски возила, итн, ги знаете проблемите, се провлекува и пред 8 години и предходно. И некој знаејќи ги какви се ситуациите кај нас во врска со овие работи, нормално е дека прибегнуваат, удират таму кај што ти е најслаба точка, тоа се одбира твојата хилова пета, на културен начин, не нападен, не со воена агресија, на културен начин како да ти ја забибери манџата, како да те дестабилизира, како да предизвика револт кон актуелната власт. Кога сме тука кај предизвикувањето револт кон актуелната власт, што ја постигнаа целта овие платеници и нивните налогодавачи, е причина повеќе, мотив повеќе, власта да не седи со скрстени раце, туку да тргне длабински да го чисти теренот од ваквите групи, со кои да се поврзани. Оти тие обично никогаш не се сами, тие се без разлика што имаат и налогодавач, тие се поврзани со други некои групици, организации кои што се тука, така што тие делуваат, како што можевте да видите, и синхронизирано, не мора да се од истиот налогодавач тие, но делуваат синхронизирано. Тоа го видовме денојве, тоа го гледавме цело лето, у исто време букнуваат пожари вамо, тамо, значи е синхронизирана акција, тоест атак на безбедноста по животот и граѓаните, предизвикување на општа опасност по животот и граѓаните во цела држава со такви синхронизирани акции, што значи тука не може да стане збор за невнимание или не знам што, вручина било, некој фрлил шкорче, се запалила шумава, се запалила фабрикава и така натаму. Еве уште една можност. Еве Стојанче, еве премиере, еве министре Тошковски. На Стојанче низ нос му излезе што му викавте Стојанче платата ти е толку, овде се не сум циничен, овде сум многу директен, многу искрен. На нос му извадивте тоа платата колкава му била и на нос исто така и му излезе и платата овие неколку месеци откочани навака. Да ви кажам искрено да не сте у кожата на Стојанче си во овие месеци, но тоа е тоа кога ќе влезеш у орото, ти си тамо, чекај ми звони некој, керка ми звони, нема везе, ти ставене во тие околности, ставене значи во тие непријатни околности, на многу од оние кои што треба да управуваат со таа криза, од една страна точно е врзани им се рацете ради недостаток на ова, но ова нека биде пример државата подитно да се снабди со се што е потребно. Еве сега конкретниот случај има токсични честици во воздухот, тие се гасат со специјални пењи, ние таква пења неаме, тие пењи се многу скапи, ги има во соседството, што знам еден тон таква пења е 30-40 евра, треба да се нарача, да дојде, да ова, дона, ние ги немаме. Така што не е убаво сега да си у кожа на овие луѓе, но ете им мотив повеќе. Зошто дозволувате и понатаму кретениве, како да ги наречам диверзантиве, терористиве да ви мочаат у супата? Ги имате сите лостови на власта, силата, моќта, да удрите, да ги разбиете ко бугарско собрание и да не им текне више никогаш повеќе да се фатат со таа работа, да сватат дека таков тип на злосторства, на тероризам, на диверзии им се неисплатливи. Значи не мора не да ги апсите. Има начини како да не стигнат до судење. Има разни начини, елегантни начини, фини, демократски на некој начин. Така правео ние што ги заебаваме цело време комунистите и приказна еднаш ви кажав, затоа нема сега да ја повторувам. Некој така со налогодавачи,
од соседна држава со наредба 3 групи, тоест 3 групи биле по тројца да направат пожари на некои делови, централна и источна Македонија, преку јатаци тогаш удба е наша судба што има по секое село, пред гранапчиња што седеа, дозна еден од нив фатија, дозна кој овакво, распит, вамо, кажа друг еден, тој другиот го фатија, кажа некој втор од групата, пошто меѓу себе као не се знаеле, као и Ал-Каеда, баш и не се знае. И на крај, никогаш не се дознало како завршиле. Тој што ми кажуваше еден, мој така, вика, ја не знам што се деси со нив. Нешто се деси. Никој не знаеше. Ако идете по друг овој пат, легалистички, тогаш казните за вакви дела да бидат доживотна робија. Доживотна. Оти сега, оние преплашени луѓе од Трубарево, што се евакуираа вчера ноќ кога беше тоа, главата не знаат кај ме, пошто благовремено дошла полицијата, ги замолила веднаш да ги напуштат домовите, што значи дека работата е крајно опасна. Втора работа, начинот како е се тоа евакуирани, мене ме потсети веднаш на оние мачни сцени од Чернобил 86-та година. Сега има до прво испитување да се испита колку е нивото на труење на тие честици што се канцерогени во воздухот или не знам какви, тој отпаден електричен материјал. И може да се деси да го добиеме и на крајот на резултатите од испитувањето да го добиеме и македонскиот Чернобил, тоест Трубарево. Трубарево е на сам влез во Скопје, малтене. Тука е индустријската зона Бунарџик, не многу далеку. Замислете утре една диверзија на одредени фабрики што се во индустријската зона Бунарџик. Знаете ли што ќе се случи? Пола Скопје ќе летне во воздух. Сакате да ви потпишам со две раце, каде сакате, на која хартија сакате? Со две раце, со лева и со десна. А затоа што ја не запираат, може би крајно време државата, најодврзени раце министерот Тошковски дима, да расчисти со овие, да кажем, диверзантски банди или групи, како сакате кажете. Оти следно, ако не ги разоткриете до кај оди тој заговор, до кај оди нивниот план за дестабилизација на држава, може да ни се деси ова сценарио, ја што ви го кажам. Утре додлета некоја фабрика во воздух, чија што последица ќе биде пола Скопје да стане пепел. Видете, пресметајте, од ова више не води никаде. Ако еднаш не му се стави крај со цврста рака и ако до крај не се разоткријат сите овие сомнителни структури кои што просто кажано ги загрозуваат животите на секој граѓанин во Република Македонија. Ете тоа. А ако ви се допадна песната, ова пироманска верзија на Тъга за југ, може да немам име, може да ја крстиме Тъга за Кибрид. А можете да ми пишувате, да се претплатите на мојот канал Поетски, што уште го немам отворено. Нема везе, вие претплатете се, па ја не го имам отворено. Претплатете се на мојот канал, кој што уште не сум го отворил. Се заебавам, немам ни намера да отворам канал. Освен канал Зем Кули да поправам. Таков може. Ете тоа, се гледаме и до гледање. И нормално, останете у добро здравје, се надевам дека никој од вас не е затруен, а ако сме сите затруени, па полесно некако се поднесува несреќата, ако си заедно, ако си уговна, знаеме сите сме уговни и некако подруго е, вака еден ако е затруен, друг не е, знаеш, овој здравиот на болниот не му верува, вака сите ако сме затруени некако полесно, буташ. А може ќе развиеме и толеранција? И со нас какви експерименти се правени 35 години, може кој знае колку е закаде, кој знае колку се отровни може овие честици. А може имаме толеранција. Може порано кога фрлеле радиоактивни отпади по држава на времето, зборам 90-ти, ово она,
Може тогаш толеранција имаме направено од радиоактивни отровни материи, сега нема ништо да ни биде. Ке кренат раци овие канцерогениве частици кои ќе ги удишиме, ќе почнат они да се дават. Кај влегов, кај се заебав, со овие да си немаш работа македонци, ништо не можеме. Затоа може и не сакаат нигде, не доживуваат како зрачени ова странци. Не гледаат веројатно со некој инфраред таму и викаат, овие се радиоактивни, затруени, отровни, кај ќе ги примеме во Европска унија, не гледаат со некои такви специјални научари изгледаат, гледаат колку сме радиоактивни, затоа може не сакаат. Појма нема. Ај чао, јадам говно.